Почитувани граѓани, почитувани новинари. Одлуката на Европскиот суд за човекови права во Страсбур е победа на правдата и правната држава. За законодавниот дом и за нас како пратеници ова решение е исклучително важно. Нема помилувања, апликациите се недопуштени и нема прекршување на човековите права. Незаконската аболиција со која Ѓорѓе Иванов се обиде да го сруши правниот поредок, за да ги заштити поранешните функционери на ВМРО ДПМН од одговорност на овој начин, пропадна. Затоа што целта на аболицијата на Иванов беше да се спасат од судско гонење, нивната цел беше да нема воопшто никаков судски процес. Одлуката на Страсбур значи продолжување на сите постапки пред македонските независни судови. ВМРО ДПМН повторно изгуби, а нивниот обид за ништење на правната држава уште еднаш се покажа како неуспешен. Сето тоа рефлектира со нервоза од пратениците на ВМРО ДПМН, која гледавме во текот на целиот вчерашен ден. Голема е нервозата кај пратениците на ВМРО ДПМН, затоа што по кој знае кој пат им пропаднаа сите најави за ново мнозинство и за предвремени избори. До кој степен е дојдена нервозата на ВМРО ДПМН, показател е и вчерашниот говор на координаторот на пратеничката група на ВМРО ДПМН Никола Мицевски, кој јавно одговорница навреди жена, навреди родилка. Родилка која бара правда за лекарската грешка, Мицевски ја нарече демонтирана и половина жена. Наговорница од собрание, се со цел да купи уште малку време. Ова е крајно недостојно, нехумано и ниско, недолично од страна на било кој пратеник, од страна на било кој човек, а особено координатор на пратеничка група на ВМРО ДПМН. Добро е тоа што Мицевски веднаш ја свати грубата грешка и навреда, но се извини, но бараме пратеничките и пратениците од сите политички партии, особено од ВМРО ДПМН, да ги осудат овие навреди и да побараат ваквите навреди да не се повторуваат никогаш повеќе. Ви благодарам.